Почитувани, јазикот е најдобар амбасадор во светот. Студентите ширум светот имаат желба да го изучуваат нашиот македонскиот јазик, а македонската влада со системско подкупување на изучувањето на македонскиот јазик им го невозможува тоа. Свесни сме дека е светска економска криза, но сигурни сме дека државата може да ги обезбеди тие средства, колку и да се, а не се многу, за да ги зачува лекторатите на светските универзитети. Да, нашиот јазик се изучува во модерните светски центри, но од друга страна, во руралните средини на нашето окружување, каде што живеат наши македонци, се говорат најживописните, чисти и убави дијалекти. Ние мораме да ги зачуваме, да ги поттикнуваме тие луѓе да го негуваат и да не го заборават нивниот и наш мајчин јазик. Затоа, со мерките за унапредување и почитување на македонскиот јазик во светот и меѓу нашите иселеници и македонското малцинство во соседните земји, ќе придонесеме македонскиот јазик да се го поврати стариот сјај на древен исконски јазик, кој можеби не е еден од светските јазици, но затоа јазик со душа, јазик кој е полн со историја во себе. Првиот проект, Фонд за поддршка на афирмирање на македонскиот јазик на странските универзитети, ќе направиме да се врати македонскиот јазик од онаму од каде што се замина. Дополнително ќе отвориме нови катедри, онаму каде што немало, а треба да има, особено во земјите основачи на Европската Унија, Германија, Франција, Италија и други како Холандија, Австрија, Норвешка, Финска. Таму е неопходно да постои катедра за македонски јазик, ако сакаме да си го негуваме нашиот мајчин јазик. На слична линија, но никако помалку важен и следниот, втор проект, отворање на центри, официјални и неофицијални, за изучување на македонскиот јазик и литература во соседните земји, особено во места каде што македонското население живее во значителен број. Македонскиот јазик им е мајчин на многумина во Петрич, Лерин, Воден, Преспа, Голобрдо, Гора, Ниш, Белград, Панчево. Сепак, животот во држава во која се говори друг јазик, на некој начин прави овој јазик кој го говореле нашите предци полека се заборава. Затоа преку овие центри ќе се обидеме да го зачуваме јазикот и во овие места, да го негуваме нашиот јазик и надвор границите на Република Македонија. Третиот проект е насловен поддршка за албанската, како и на другите помали етнички заедници, преку политика на привлечност, атрактивност за учење на македонскиот јазик и формирање мултиетнички и мултијазични педагошки и културни друштва. Насловот доволно кажува самиот за себе и на тој начин ќе придобиеме нови пријатели кои ќе го говорат и афирмираат нашиот македонски јазик. Четвртиот проект, можеби најважниот, предвидува меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Тоа е оној истиот што секоја година добива се помалку пари и се помалку важност од државата, да прерасне во македонистички центар со следниве функции: летна школа, постојана школа за изучување на македонскиот јазик како странски, така наречена Македоникум, центар за постојана обука за лекторите по македонски јазик во странство и школа за подука на македонски јазик за македонските деца надвор од Македонија. Ако власта и овој пат остане глува на нашите предлози, СДСМ се обврзува овие мерки да ги спроведе кога ќе дојде на власт. Многу е едноставно. Не може и не сме градењето на ултра скапи споменици и копањето по далечното минато да биде замена за нашиот најважен аргумент во светот и дома – македонскиот јазик. Јазикот е столбот на нашиот идентитет, се друго е мачкање очи и чист популизам. Благодарам, поведете прашање. Поведете. Тоа е ставена критика, веќе стануваат и досадни тие критики. Као што гледате, ние многу сме релаксирани на темата критиките на ВМРО-ДПМНЕ кон СДСМ и кон нашето работно лето, како што го нарековме. Ние ќе продолжиме, цело лето ќе тераме со митинзи. Ако гледате паралелно преку родните денови, постојано промовираме решенија, ја критикуваме власта таму каде што е неопходно, но се обидуваме да покажеме една слика на СДСМ која што нуди решенија, ги активира граѓаните, нашите симпатизери, неопределените, ги мобилизира во текот на целото лето, а од тоа што го прави ВМРО не очекуваме ништо помалку од нив. Мала бројноста и граѓаните. Ако е мала бројноста за Струмица 9-10.000
граѓани, нека им служи на чест. Тие математики, ние не се занимаваме со математики, мислиме дека луѓето не може да се представат како бројка, го правиме тоа што умееме најдобро да го правиме и така ќе остане.